за дипломатијата со Никовски. Добар ден на сите. Денојуве во Страсбург, Европскиот парламент расправа за Македонија, расправаше поточно, донесена е резолуција во која повторно дојде до израз ставовите на грчките пратеници и бугарските, кои на линија на своите политики, на политиките на своите земји, терат како што терали до сега, не признаваат ништо македонско, не признаваат македонски народ, јазик, историја и слично. Меѓутоа, тие обиди или таа, што речам, практика на Европскиот парламент е редовна, неизбежна, многу влијание нема, тоа што ќе одлучат пратениците не обврзува никого во Брисел, али за нас корисно што тамо гледаме кој како се поставува, кој за што се бори, кој што политики спроведува, и тоа е еден главен и голем индикатор како не гледаат и како не разбираат и сваќаат во Европа. Сегашниот известувач на Европскиот парламент Иво Вајгел, словенец иначе, инаку е коректен човек, добронамерен, и третиот на оваа сега група на парламентарци Кукан, словакот Кукан, е исто така коректен, добронамерен, дека вториот член на таа група, кој тој беше предходниот известувач, и така заборава дека не е се уште известувач, се прави многу важен, застапува да речам еднострани политики и се пика секаде, тоа го реков минатиот пат и сега да го повториме, се пика секаде во прв ред. Тој е типичен британски лобист, зашто британскиот парламент, тоа не е спорно, е тоа веќе некаква јавна тајна, сите пратеници се лобисти и секој си има некакви своји интереси кои ги реализира. Ова е еден типичен таков и екстремен пример, би рекол. Меѓутоа реков дека таа резолуција која е тамо согласена и изгласана е доста рестриктивна за нас во основата, зашто постава многу ако, а велам и на крајот и да тие не го поддржат како што го поддржува главно до сега започнувањето на преговорите за наше членство во Унијата, тоа апсолутно ништо не значи, никога не врзува во Брисел, него е сапат, иако им даваат, речам, соодветно внимание, почит и слично. И овој пат во Брисел, меѓу другите беше и комесарот Хан, кој е така надлежен за Македонија и е за добрососедство и проширување на Унијата, кој за сега стагнира, односно е под мраз, нема проширување. И тој одржа тамо еден краток говор, односно кратко излагање, кој не се разликува главно многу од неговите досегашни, со една разлика. И тоа многу клучна. При крајот на своето излагање, кога тој зборуваше и констатираше дека меѓуетничката состојба во земјава останува кревка и дека за решавање на, ова е цитати негови, за решавање на меѓуетничките проблеми треба да се преземат активни мерки и да се изгради поголема доверба меѓу заедниците. И за да заклучи, во тој поглед, вели Хан, треба да биде завршена ревизијата на Охридскиот рамковен договор. Се разбира, тој не кажува каква ревизија на Охридскиот рамковен договор, меѓутоа тој, сакајќи или не, ни открена мала тајна. Вие знаете, помалку ни повеќе, дека подпредседател на владата Муса Џафери, кој е надлежен со својот секретаријат за рамковниот договор, во кој пак да споменеме се ангажирани и вработени само албанци, не знам по која логика. Ако е тоа, значи, рамковниот договор е само албански или е албанско-македонски, без оглед сега да не даме квалификации, како беше тој, што значеше тој, каде водеше тој. Во секој случај, мислам, тоа е една аномалија, меѓутоа, тој подготвува една анализа на спроведувањето на рамковниот договор, за која го ангажира познатиот холандски дипломат и веројатно човек со некакви тајни задолженија Питер Фейт, кој да подсетиме за време на војната во 2001 година беше експониран во името на НАТО кај ОНА и јас со голема убеденост, иако немам за тоа докази, меѓутоа следејќи ги сите негови настапи, се оно што се чуваше 2001 година, сите анализи кои следеа после тоа,
тој беше апсолутно и претходно пред да се направи пресвртот во третманот на војната од сецесионистичка, односно за ослободување на албанските територии, се претвори во хуманитарна акција. Иако нашиот Тачи, Мендух Тачи, со право рече хуманитарни прашања не се решаваат со војна или човекови права не се бараат со војна, тие се бараат на некој цивилизиран начин, зашто иначе некој би било контрапродуктивно со војна. Војната е класичен пример на негирање на човековите права и негирање на се што е хуманитарно. Значи, точно тие обиди кои се прават во албанскиот политички круг во Македонија за некаква ревизија на Охридскиот договор се добиваат од една прв пат, би рекол, јавна подршка и од Брисел. А што значи тоа, можеме само да претпоставиме. Да подсетиме само уште дека кога почна оваа криза, длабока криза која ги тресе темелите на општество, пред година и нешто дена, и тоа водеше до јунскиот договор од 2 јуни договорот, кој после тоа беше финализиран со протоколот од Пржино. Имаше сериозен обид на албанските политички лидери во Македонија да на дневен ред за решавањето на таа криза која е чисто политичка, која е де факто судир меѓу македонските политичари во земјава, да се вклучат, да се вметнат и меѓуетничките прашања. Тоа не им успеа, иако тоа цело време зборуваа на глас. По моје длабоко верување следеше инцидентот, терористичкиот акт во Куманово, кој исто така имаше за цел да создаде нова 2001 година, поточно да тие група терористи од 30 на 40 терористи се изборат да се водат преговори со нив, а не да бидат уништени со навистина високи жртви на нашите безбедносни сили од полицијата. Значи, целта беше да тамо почнат нови преговори и да македонскиот народ биде ставен повторно пред свршен чин, за да се преговара за суштината на неговата држава, која е, да бидеме сосема прецизни, држава на сите нејзини граѓани. Значи, сега тоа прашање се отвара од Брисел на најофицијален начин и сега можеме да ги очекуваме само следните чекори. Кризата која и таната му продолжува и која тресе државата, се уште не е предваразборска. Нас ни предстојат изборите за 5 јуни, да се надеме дека тие ги се случат. Во меѓувреме имаме сериозни недоразбирања околу избирачкиот список. Јасно е дека таму има доста недоречености, меѓутоа да се надеваме дека сепак тоа ќе успее да се разреши, бидејќи велам моменталните препукувања меѓу политичките фактори се токму на таа тема. Секој недоразбирање, секој проблем кој се јавува списокот се користи на еден крајно недозволив политички начин, бидејќи тоа е основната техничка работа. Меѓутоа, велам, наскоро ќе можеме да видиме што ќе произведе сето тоа. Меѓутоа, основата е на сето ова дека обидите да се реактивира, обидите да се врши некаква ревизија на Охридскиот договор, значи само понатамошно албанизирање на земјава и мислам дека нашите политички фактори тоа во никој случај не смеат да го дозволат. Најавата на комесарот Хан од Страсбург дека меѓу другото треба да биде завршена и ревизијата на Охридскиот рамковен договор е најдобар доказ, или ако сакате најнова потврда дека де факто се тоа што се случува овие последниве година и нешто дена, че оваа длабока и тешка криза е де факто директно продолжување на војната од 2001 година и на крајот од краиштата, дека двајцата се карат, како што вели народот, третиот секогаш користи и во овој случај ќе имаме потврда на тоа правило, со тоа што додека македонците се карат, албанците ќе направат нови исчекори во албанизирање на држава или нејзини делови и ќе бидат успешни или поуспешни на својот пат кон федерализација, кој јавно го заговара. Да посетиме дека пред минатото лето мислам има веќе 2 години, односно неполни 2 години, или дека бидат и 3, сегашниот потпредседател на владата и
шеф на секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор, Муса Џафери, беше во Америка, некоја конференција, поканет од американците, гост нивни, подржан од сите аспекти, тамо тој изјави. Иднината на Македонија е во федерализација. Имаме сега едно чудо, чекори кои ги преземаат лидерите на албанските пак партии, кои водат токму во таа насока. И најновиите настани се, како што знаете, Орелот, споменикот на Орелот во општината Чаир, кој е направен после изгледа без соодветна документација, илегално, а такви случаи имаме едно чудо, а следеше обидот во општината Бута да се изгради крст на висок крст на 50 и нешто метри, и тоа во општина каде, според она што е познато, отприлike 70% од населението се православни христијани, меѓутоа, иако тоа е во друга општина, а не тамо каде албанците се доминантни, луѓето од Чаир, заедно со раководството на ДУИ, тоа го спречија, ги срушија осветените темели на овој споменик и предизвика нова меѓуетничка криза. Тоа не е прв пат, такво случај едно чудо, да не спомнуваме енциклопедија и слично. И знаете, најстрашното во сето тоа е што кај нас опозицијата во своите обиди да дојде на власт ако може, иако нема друг начин и без избори, цело време коќетира со албанскиот фактор во земјата, ги заборава и игнорира суштинските и фундаменталните и стратегиските интереси на македонскиот народ и во преку тоа и на оваа држава. И ако треба и витка рбет, подржувајќи ги албанските фактори, се со цел да смета, да ми се додвори, да може да... Значи, тоа кокетирање има цел да смета, да не се конфронтираат со овој политички фактор во земјата и во моментите кога тоа ќе се одлучува кој ќе земе власта, да можат да рачунаат и на нивна поддршка. На сметка, и тоа на отворена и целосна сметка на националните и на државните интереси на Македонија. Дека тоа е точно, една од потврдите е и колумната која во саботата објави Ѓорги Спасов, еден од видните представници на СДСМ, во која е насловена Лажна битка на Орелот и крстот, и во која елаборира работи кои не држат вода, кои заборава дека оваа држава е унитарна, заборава дека оваа држава има мнозинство и малцинство, и целиот судир и околу крстот и Орелот, како што ги нарекува тој во самиот наслов, ги сведува на борба за одбележување на територии меѓу Ахмети и Груевски. Една кардинална и катастрофална грешка, бидејќи ако државата унитарна, се знае што значи тоа, ако веќе Ахмети одбележува територии, тоа е факт, неспорен факт од 2001-та па наваму, да не одиме поназад, и класичен врв на или клучен врв на таква политика и на такви наши грешки беше новата административна поделба на земјата во 2004 година, која изработи тогашната власт, сегашната опозиција, со која на еден крајно непотребен начин се албанизира Кичево, Струга, Скопје во добра мерка, се направи Скопје двојазично, тоа е и земјата. Така да, сето тоа се заборава и се става на исто ниво, на иста рамниште, меѓутоа за тоа ќе збори малце подоцна, после рекламите, бидејќи тоа е директно рушење на темелите на оваа држава. Зборуваме за последните настани во општините Чаир и Бутел со изградбата на Орелот, која никој не ја попречи, македонците толерираат и што треба и што не треба, и потоа обидува да се изгради крстот, кој албанците чија изградба ја невозможија, ги срушија осветените темели и ситуацијата сега е пата, не се знае што понатак. Можеме да дискутираме дали е сега момент да се градат крстеви, орли и слични споменици, меѓутоа анализите кои се прават во јавноста, поготово од гласноговорниците на опозицијата, а го спомнаме тука колумната на Ѓорги Спасов во Утрински вестник од саботното издание,
во кое тој ги става Ахмети и Груевски на рамниште, дека тие двајцата се обидуваат да маркираат, да обележат територии. Тоа е една бесмислица, крајна бесмислица, бидејќи спомнавме дека земјата е унитарна, барем се уште, ако нема други идеи или други концепции Спасов и неговите, ако немаат Спасов и неговите, значи, ако државата е унитарна, Груевски нема потреба да одбележува никакви граници, никакви територии, туку напротив, ние имаме силни аспирации, веќе јавни и отворени на албанскиот фактор, кој сака да ја федерализира земјата, како прв чекор на нејзино распаѓање, односно разликата меѓу унитарен карактер и федерација, што федералните единки може да се отцепат, како што се случи со Југославија, со СССР, со Чехословачка и слично. Значи, аспирацијата е само во таа насока и затоа, бидејќи тие јавно манифестираат амбиции кон федерализација, имаат потреба, како ќе во федерализација ако немаат одбележени територии. Затоа ќе одбележуваат и тоа мора не сме да се дозволи на никој начин. И во неговата колумна, значи на Ѓорги Спасов во утринскиот саботата, во саботното и неделното издание, посебено боде очи неговата констатација дека Ермира Мехмети е една од најдемократските личности во ДУИ и дека, и ја цитира нејзината изјава по повод овај обид да се гради крстот. Таа, да подсетиме, беше во првите редови на тие што го спречија и што ги урниса темелите на овој споменик, на овој крст. Можеме се согласиме дека можеме на почетокот беше или барем така се представуваше Ермира Мехмети како нависта демократска личност, она што го изјавуваше секој од нас можеше да го потпише. Меѓутоа, таа се промени. Пред некое време, може има и 2 години, може има и повеќе, таа рече и не порече дека логично и нормално секој албанец да сака да живее во една држава. Да, а што станува за другите? Мислам, ако е тоа демократија и ако е тоа некаква толеранција, јас мислам дека се друго е надвор од тој контекст. И да ја цитираме са незината изјава по повод овај настан со крстот, кога ведам таа беше еден носителите на неговото урнисување, таа рече со други зборови, таа зборуваше дека што можеме ние да правиме све што сакаме од другата страна на Вардар, и таа заврши со констатација со други зборови. Нашиот двоглав орел на нашата територија, чива, значи албанска, символизира соживот. Чив соживот и со кого соживот, осим на албанците меѓу себе, јас не разбирам. А на крстот, продолжува таа, му е местото од другата страна на мостот на друга територија. Тоа Спасов или не го разбрал, или не сакам да го разбере, тоа единствено значи дека Вардар е границата. На времето ќе ја подсетам во собранието, кога беше жив Киро Поповски, лидерот на Социјалистичката партија. Во собранието го рече во една жестока и жешка дебата со албанците, да, али за вас, према све што го правите, границата е Вардар. Натака е ваше, а натака останува наше македонско. И мислам дека оваа изјава на Ермира Мехмети не може поинаку да се третира во никој случај, осим дека ова наша албанска територија е преку Вардар, а вие од другата страна на Вардар што сакате правите. Мислам дека имаше одредени коментари на таа изјава на Мехмети, кои бе апсолутно нова линија, како што сега зборуваме, бидејќи е тука вистината. Меѓутоа, очигледно на Спасов и неговите, тој им одговара, значи, тие тука не гледаат разлика меѓу едните и другите и имплицитно, значи, тие се согласуваат и прифаќаат да се изврши федерализација на земјата, а во федерацијата, да се разбереме, да бидеме целосно јасни, постојат граници. Тачно е направено разграничувањето до каде е чие. И затоа сите овие обиди кои ги прави Ахмети, кои ги прават Ахмети неговите, водат точно во таа насока, а да бидеме исто така сосема прецизни, федерализацијата неизбежно ќе значи распад на Македонија и онај клучиот исчекор во создавањето на голема Албанија. Голем албанскиот проект е веќе во полн развој, голем албанскиот проект е веќе 70 и повеќе проценти реализиран со независноста на Косово и останува само Македонија. И денеска не можеме да одбегнеме кризата со бегалците, бидејќи тоа е навистина нешто што многу ретко се случува во такви димензии
и тоа е настан кој зададе тежок удар на Европа, на Европската унија. Мислам дека после овие илјадници, веќе преку милион луѓе кои се населија во текот на минатата година и првите 2 месеца од оваа година во земјите на Западна Европа, многу работи ќе се променат, бидејќи покажа една крајна неефикасност на Брисел, едно несоочување со предизвиците, и мислам дека најновите настани кои ја тангираат директно и Македонија даваат некакви позитивни сигнали, што до сега не беше случај, иако сето тоа мора да ставиме под знак на прашање, бидејќи се уште не е јасно во што ќе се испилат сите тие обиди, да Турција биде таа брана, да Турција биде тој клучен фактор кој ќе го регулира ова прашање. Вие знаете главно дека минатиот понеделник имаше средба Европска унија, Турција, тешки дискусии, крупни разлики, непремостиви разлики меѓу европските држави, и од друга страна сето тоа што беше на некој начин веќе договорено треба се потврди на 17 овој месец, значи следната недела, на самитот на Европската унија, а тоа е Европскиот совет. Мислам дека има позитивни индикации, показатели, али велам разликите во Европа остануваат. Меѓу другото, на почетокот се зборуваше дека оваа балканска рута ќе биде затворена. На крај се прифати некоја поблага формулација, значи нема затворање. Покај другото и Меркел беше директно и отворено против затварање на оваа балканска рута. Меѓутоа, од понеделникот во Македонија веќе не се пуштат нови бегалци, остануваат тие во 13, 14, 15 илјади кои се во другата страна на границата во Грција. Да се надеваме дека ќе биде преземени некои чекори тие да се раселат во кампови подалеку од границата, бидејќи тука остануваат како сериозна закана и сериозен притисок во Македонија. Значи, од понеделникот во Македонија не влегуваат нови, меѓутоа факт е дека 1500 се останати во Табановце и дека нивната судбина не се знае. Мислам дека во целина не можеме да бидеме незадоволни. Нашите органи, нашата власт одигра исклучително добро во целиот овој галиматијас. 1500 луѓе не се нешто што не можеме да го контролираме, да се надеваме дека ќе успееме некои да ги проследиме понатака према Австрија и Германија, да се надеваме дека еден дел ќе вратиме и преку Грција во Турција, меѓутоа велам сега има знаци за оптимизам, меѓутоа лично сметам дека тој притисок кој доаѓа од грчката страна, односно таа балканска рута на бегалците, нема да се затвори. Што и да преземе Турција, колку пари да ја дадат, се зборуваше за 3, сега се веќе за 6 милиарди евра, мислам дека сите тие пари се минимални во однос на трошковите кои ги има една Турција на тој план. Сега зборува дека ги има околу 2,7, значи неполни 3 милиони бегалци тамо кај нив, главно близко до сириската граница, и замислете тоа да го алиментирате, да го контролирате, да го одржувате со 5-6 милиарди долари. На прв поглед изгледа дека тоа огромна сума, меѓутоа ако пресметате колку тоа паѓа на човек и за година дена ќе видите дека тоа се минимални средства. И овие наши 1500 бегалци во Табановце, нека трошиме минимум 10 евра по човек годишно, тоа се веќе по човек дневно, тоа се веќе 15.000 евра дневно. 10 дена тоа се 150.000 евра. Месец дена тоа се 450.000 евра, и тоа 10 евра се ништо во споредба со нивните потреби од храна, хигиена, здравствена заштита, до безбедноста која треба да биде тамо, да се деташира, до кампот кој треба да се одржува и слично. Велам, тоа се огромни пари во целина и опасноста дека таа балканска рута ќе биде продолжена, мислам дека се неспорни, само прашање бројот на бегалците кои овој пат ќе бидат илегалци, ќе работат шверцерите, ќе заработуваат огромни пари, меѓутоа нивниот број сигурно ќе се намали ако овој договор со Турција опстои и ако се спроведува онака доследно. Меѓутоа, сепак велам дека бројот на тие што ќе се обидуваат да преминат илегално кон Европа ќе биде сигурно значаен и Македонија ќе биде тука на удар, со тоа што
кога се вака официализирани и кога се пренесуваат со возови, имат некаква контрола. Меѓутоа, кога тие ќе навлегуваат по илегални премини, носени од тие шверцерите и слично, заканите за многу непријатни работи ќе бидат реалност и ќе има случување од безбедносен карактер до било каков друг. Ние зборувавме минатиот пат, сега да го повториме тоа, дека фокусот беше погрешно ставен на хуманитарниот карактер на ова бегалска криза, кој не може се игнорира, меѓутоа основата, суштината беше сосема поинаква, беше апсолутно политичка и апсолутно безбедностна. Мислам дека сега тоа малку повеќе се согледува. Ако ги земете вие само во обзир изјавите кои дават бегалците и во нашите медиуми и во странство, ќе видите дека тие сите одат сите тие бараат подобар живот, сите тие бараат живеачка, сите се тие економски емигранти. Значи, нека не биде сите, нека биде 95%, бидејќи првиот знак дека тоа се работи за млади луѓе кои бараат подобра иднина, е фактот дека сите се некаде, најголемиот дел, поточно се до 30 на години, мислам, спремни за секаква работа и орни да работаат, а ги нема, например, возрастните луѓе кои се најзагрозени од војните действија, а тие се оставени тамо или во местата каде се живеат во Сирија, Афганистан и Ирак, или пак близко до турската граница, исто така во изучително лоши услови. Значи, со други зборови, ако беше тоа хуманитарна криза, а велам, не сме се подцени тој карактер на се тоа што се случува, лично кој ги гледам како со мали деца тргнале по светот во барање на подобра иднина и душата ме боли како да се случува на некој близок до мене и до нас сите тука. Меѓутоа, велам, заканите кои ги носат со себе, промените демографски кои ги носат со себе, промените религиозни кои носат со себе, се сепак фактор и реалност со која мора да се смета и која мора да се става на маса во целосното разгледување на овој проблем. Турција, ако успее да го реализира што го ветува, мислам дека ќе заслужи да многу побрзо напредува кон Унијата, што тај отворено го постава како барање, меѓу другото да турските граѓани добијат право на безвизно патување во земјите на Европската Унија. И знаете, во целина, мислам дека Брисел од самиот почеток во третманот на Турција прави една сериозна, длабока грешка, бидејќи тамо не се сваќа дека Турција ќе биде или промоторот на фундаментализмот исламски, или ќе биде брана на истиот. Не може да биде Турција нешто неодредено, не може Турција да биде одбиена од Европа, да биде нејзина брана, како што сега де факто и се случува со оваа бегалска криза. Брисел сваќа дека третманот на Турција беше погрешен, а дали ќе ги направи потребните следни чекори во третманот на Турција и во нејзиното напредување во целосно членство во Унијата, тоа треба да го видиме. За сега нема такви индикатори, на главните носители на проектот да Турција се држи надвор е Франција, со многу блиска поддршка од Германија, и тамо нема сега некакви поголеми индикатори дека тие ќе го променат својот однос кон Турција. Меѓутоа, во целина мораме да бидеме свесни дека улогата на Турција во Европа и улогата која Турција ја заслужува де факто во севкупните европски размислувања, концепции и планови мора се промени, мора да се најде начин таа да биде што поблиско интегрирана во европското секојдневие, мора да се најде начин евентуално да нивното преголемо проширување преку Шенген и слично да на некој начин се контролира, што постои, нели така, во секој случај постојат механизми кои треба да се применат, али во целина Турција заслужува многу попозитивен однос од Брисел колку што тоа да го доживуваше, а велам, сега е моментот да тие политики, тие погрешни политики се исправат и Турција да го добие вистинското значење кој го има. Полека, ама времето ни измина и ни остана уште само толку да ве подсетам дека мораме да купуваме македонски производи секаде каде што е тоа опортуно, секаде каде што
цената и квалитетот малку или ни малку не се разликуваат од странските производи. Македонија веќе има брендови, веќе има квалитетни производи и со нашата одлука, со нашиот пристап кон тоа, ние покажуваме дека сме економски зрели, дека сме економски свесни, дека со секој наше купување на македонски производи, ние де факто се поддржуваме самите себе, нашите семејства и нашите држава. Јас по некој време информирав и кажував за искуството од преку 50 години кога со ансамблот Магнифико бевме во посета на Словенија, во една комерцијална пропагандна посета, акција, како представник на тогашниот Охрис, кој беше гигант, кој беше огромна фабрика во рамките на Југославија и на Балканот, сега жал е уништена. И таму ти отворено ни рекла дека детергенти купуваме од Златорог, словенечки, од неколку од Сапонија, Хрватска и други не се потребни. Парите остануваат тука, ако не во Словенија, во Хрватска, во средството, кој има влијание така на економскиот развој и друго не ги интересира. Ние мораме да покажеме економска зрелост, една економска свесност, дека со секој чин на купување на странски производи, кои има и македонски, ние де факто поддржуваме некој друг, а не самите себе. И место умност, денеска ќе направиме еден истучок и доста се правевме умни, малку и да се насмееме. Една мала приказна, ми се чини интересна, која паѓа во очи и се случува на улица. Поминува комшијата и го гледа на скалите пред куќата, седи малиот Петре и силно плаче. Зашто плачеш, Петренце, душо? Што се случи, кажи, мило? Стачајки, Петре му одговара: татко ми си го удри прстот со чекан. Малце збунет, комшијата му вели: добро е, Петре, ако татко ти си го удри прстот, тој треба да плаче, не ти? Точно, одговорил плачејки Петре, ама јас прво се смеев. Ова беше, почитувани, емисијата за дипломатијата со Никовски. Благодарам за вашето внимание. До следната недела во исто време. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 10. март 2016 година. За дипломатијата со Никовски.